Почитувани граѓани, во текот на денешниот ден ќе остварам следба со тројцата европратеници господата Кукан, Вајгел и Флекенштајн. На следбата ќе стане збор за актуелната политичка ситуација во државата, но она што е поважно за граѓаните е лошата економска состојба на секој од нив поединечно, која што е резултат на погрешните и лоши политики кои што владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз ги практикува во Република Македонија. Во продолжение ќе споменам неколку аргументи и факти на што се темели оваа моја анализа. Имено, бруто домашниот производ во првите 3 квартала е некаде околу 0,4% под нулата, што значи дека има негативен раст, а до крајот на годината би биле среќни ако завршиме некаде околу позитивната нула, што представува едно од најлошите достигнувања до самостојувањето на Република Македонија па до денес. Кога светската економија бележи пораст, ние се радуваме на резултати кои што се движат околу нулата. Градежништвото е во паѓање за некаде околу 11%, индустријското производство се движи некаде под нулата околу 4%, што значи севкупно катастрофални резултати кои што само можат да влијаат негативно во квалитетот на животот на нашите сограѓани. Втор параметар кој што сакам да го споменам се странските директни инвестиции. Ќе бидеме среќни ако 2017 година ја завршиме со 100 милиони евра помалку странски вложувања директни, споредено со она што било случај на крајот од 2016 година. 100 милиони евра помалку директни странски вложувања споредено со она што било во 2016 година. Третиот параметар, исто така катастрофален, кој што сакам да го споменам, е намалувањето на бруто државните девизни резерви. Имено, во 2017 година бруто домашните девизни резерви се намалени за цели 266 милиони евра, што е некаде од прилика околу 11% помалку споредено со она што била ситуацијата на 31 декември во 2016 година. Граѓаните во Република Македонија се за 11% посиромашни на 31 декември 2017 година споредено со она што било 31 декември 2016 година. Оваа криминална и неспособна влада мора да замине, доаѓа нова надеж за Република Македонија.